Денеска ќе поразговараме со господинот Русен Митрев, собственик на агенцијата Црво Експрес. Добро ден дојдовте. Добар ден, најдов. Така, најнапред каква понуда има Црво Експрес за оваа сезона? Кои се дел од вашите понуди кои што ги нудите или би ги издвоили, препорачале за бизнес заедницата и секако на граѓаните и партнерите? Овака за престојното лето, традиционално на нас за Слободен и Веќе правиме понуди за Република Бугарија, односно населените места не север Сумшевре, туристичките места, каде што таму веќе 15 на години, значи преку текот на целата сезона сме единствени од Македонија кои што ги нудиме тие понуди, додека останатиот дел од годината ги издвојаме европските патувања како што се северниот дел на Италија, имаме програми кои што се за Будимпешта, Прага, Виена и ред други такви европски дестинации. Така, вашата агенција располага со целокупна своја логистика и правите собствени програми кои целосно ги реализирате сами. Што има Црво Експрес во поглед на својата логистика? Овака Црво Експрес е една сериозна компанија која што постои од 92 година, значи повеќе од 33 години. Седиште да се наоѓа во Штип, значи апсолутно целосно собствени програми кои што ги правиме и организираме со собствени превозни средства, возила, целосен аранжман кој што го исполнуваме од почетокот до крајот и најчесто се занимаваме само со собствени програми. Така. Работите на подрачјето на Охрид, пролетва сте тука со екскурзии скоро низ цела Македонија. Како ги организирате тие екскурзии, за колкав број на екскурзијанти станува збор, кои се училишта се заинтересирани за сето тоа? Овака претежно се работи за основните средните училишта од нашата држава, кои што ги носиме во Охрид како туристи, односно како екскурзија. Ова година имаме некаде над 80 екскурзии досега реализирани, уште неколку до крајот на учебната година. Најчесто ги посетуваме Охрид, Свети Наум, Струга, да се движиме на ова подрачје, повторно со собствени возила, собствена програма која што ја нудиме секој пред наша организација. Колку се задоволни тие од ваша страна? Па би требало да се задоволни. Така, какви се очекувањата во туристичкиот бизнес годинава? Па со оглед дека корона кризата беше не така многу одена, полем помина, постепено се враќаме во некоја нормала, каде што реално имаме полем, односно имаме зголемување на односот на патувања, значи се поборуваат понуди, сакаат луѓето да одидат напор од државата, да видат нешто поразлично, посебно во европските метрополи. Така. Вие сте од Штип, има ли Штип потенцијал за incoming туризам и може ли да расте оваа гранка кај вас? Реално Штип има доста што да понуди во поглед на туризмот, сепак е град кој што му треба една голема промоција, една голема онака обсежна кампања за да се понудат сите работи кои што може да ги понуди градот Штип, иако досега значи немаме апсолутно никаков туризам за жал развиено во конкретниот град, односно во самиот Штип. Сепак располагаме со многу значајни културни историски споменици, знаменитости и природни убавини кои што реално треба да бидат и презентирани и понудени и на домашните, ама и на странските гости. Колку вие тука можете да ставите инпут во сето тоа? Па може да се ангажираме онака како професионална туристичка агенција, професионални водичи, чисто како една презентација, но сепак општинските власти се тие кои што треба да ги земат оние поголеми чекори или покрупни чекори за да се тоа биде една целина. Господин Митрев, благодарам за стварениот разговор. Благодарам на вас.